Добра вечер, вие сте со топ тема. Во обид да се зголемат платите, ќе се делат државни субвенции за фирмите што ќе дадат поголеми плати за вработените. Какви ефекти може да се очекуваат? Дел од стопанството ја поздравува мерката. Дел вели дека е популизам и награда за оние кои давале плата во блико. На оваа тема, но и на многу други економски теми вечерва во студиото дебатираме со вице-премиерот за економски прашања Кочан Јушев. Добра вечер. Добро вечер. Со поранешниот министер за финанси и член извршниот комитет на ВМРО ДПМН Тајко Славевски. Добра вечер. Добро вечер. Председателка на Сојузот на стопански комори Даниела Арсовска. Добра вечер и за вас. Добра вечер. Ја најавив темата, ќе почнам со она што е актуелно деновива, а тоа е најавата дека владината мерка ќе ги зголеми платите во приватниот сектор. Па ќе почнам со Арсовска. Како ја оценувате оваа мерка и дали компаниите, приватните, ќе дадат поголеми плати за вработените? Разговаравме за оваа тема во изминатите 2 недели, затоа што беше едно прашање кој што беше навистина, да кажеме, актуелно. И она кое што го кажавме дека ние до сега сме го имале ставот и до тој став се држиме постојано дека секоја поддршка на приватниот сектор е добре дојдена, особено во време кога имаме повеќе од 3 години континуирана политичка неизвестност во Македонија. Она кое што го кажавме и беше и предмет на органите, на разгледување на органите на Сојузот на стопански комори, е дека се покаже известно ниво на позитивно расположение во однос на тоа дека овие средства би можеле да бидат искористени за зголемување на платите. Како што знаете, тоа е во директна релација со оној недостаток на квалификувана работна сила со кој што се соочуваме во континуитет. Меѓутоа, исто така и се појавија и некои дилеми во однос на тоа дали ова ќе биде и известно оправдување понатаму со измени во законската регулатива да се зголеми и минималната плата, која што досега исто така кажувавме дека е нешто кое што нема да биде одржливо доколку се наметне на вештачки начин и доколку нормално бидат приморани компаниите неприродно, туку вештачки со наметнување на вакво законско решение да ги зголемат платите. Она кое што важно да се напомене дека приватниот сектор секако не е против зголемување на платите. Затоа ја поздравивме и мерката на субвенционирање на владата во однос на тоа дека ќе помогне сите оние кои што сакале досега можеби немале таква можност да ги зголемат платите, зашто ќе им биде субвенциониран делот на пензиското и на здравственото осигурување, ќе треба да го платат само персоналниот данок. Меѓутоа се соочивме и со една ситуација каде што излезе онаа дилема дали ова ќе биде еден влез во вештачко зголемување на минималната плата, затоа што и покрај тоа што сите сакаат зголемување на платите, не секој има таква можност и тоа да го стори, а особено не на вештачки начин. Вице-премиера, какви ефекти очекувате, кој се може прво да искористи оваа мерка? Мерката е за сите. Значи, апсолутно нема лимит во делот на која гранка или колку голема компанија, значи, апсолутно мерката е за сите и тука нема никаква дискриминација. Јас, широка е темата, што све треба да направи мерката, меѓутоа, сакам само да кажам дека оваа мерка ние ја сваќаме од два аспекта. Првиот аспект е дека во нашата држава ние како влада мораме да препознаеме што е најголем проблем во економијата. Ако во некој период во економијата бил најголем проблем, да речеме, финансирањето во банките или високите камати, тоа секогаш ќе остане проблем, меѓутоа сега во моментот тие работи отприлика се полиберализирани, каматите се намалени, има средства слободни во банките и тогаш владите интервенирале со кредити. Не дека сите други проблеми се решени во потполност, меѓутоа како приоритет број 1 во проблемите моментално во стопанството во нашата држава е работната снага. Ние сме соочени сите и мораме тоа отворено да го кажеме со една ситуација каде што во слободниот транзит на трудот, да речеме, или размена на трудот, или слободната миграција на младите луѓе, тие, барајќи подобри услови за живот, заминуваат и можат да најдат подобро работно место некаде надвор од нашата држава. Доколку не реагираме, доколку не инвестираме во човечкиот капитал, тогаш може да ни се случи едно сценарио да останат во фабриките луѓе на 40-50 години, кои што за десетина години ќе бидат пензионери, а од друга страна да младите луѓе во најголем дел си го бараат својата иднина ја бараат надвор. Тука
Има многу прашања, меѓутоа едно од прашањата е секако и прашањата на приходите, односно за нивната заработувачка. Тука сакаме да инвестираме во човечкиот капитал и затоа ние како држава решивме да на компаниите им помогнеме во делот на растот на платите, бидејќи тие сите не за тоа што не сакаат, не постои совесен стопанственик што не сака да ги зголеми платите. Имаше реакции дека ова е награда за оние компании кои досега делеле пари во плик? Апсолутно не. Сега ќе ви кажам и зошто не. Значи, тоа е вака, видете, јас никогаш во моите зборувања нема да се служам со дневен популизам и со дневна политика, ќе зборуваме со аргументи. Се разбира, позицијата ќе вика едно, опозицијата друго, ајде да ги видиме аргументите и да видиме што е реалната ситуација во економијата. Јас сум секој ден со стопанственици. Денеска бев во Штип, Кочани, вчера бев Прилеп, претходно Скопје и така натаму, значи секој ден сум со нив, јас ги слушам нивните проблеми. Претходно имав состанок со сите комори, да не речам скоро на неделна основа се среќавам поеднаш со нив и така натаму и ги знам проблемите во детали. Ова е главниот проблем. Тие, да ја завршам реченицата таму каде што ја започнав, вие ме прашавте. Значи, сосема кратко ќе довршам. Тие можеби и сакаат да го зголемат платите. Зошто? Затоа што секој сака да има мотивиран работник. Меѓутоа, за да има мотивиран работник, не секогаш нивниот производ ја трпи таа маргина, односно немаат доволно заработка или ликвидност во компаниите да можат тоа да го направат значително. Ние сега нема ние да ги платиме работниците или зголемувањето на платите на работниците. Меѓутоа ќе им помогнеме на компаниите, еве на вака најпластично да прикажам, доколку некој земал 20.000 денари плата, а треба да сака работодавецот да му ја покачи на 23.000 денари плата, значи за него сега ќе треба за 3.000 денара покачување да плати само персонален данок и работодавачот ќе треба да плати значи 3.300 денара бруто трошок за него, а останатите 27,7% тоа се значи придонесите за здравствено, пензиско осигурување и други давачки према Агенцијата за вработување, ќе ги плати државата во името на стопанственикот, што значи нема тие да ги платат па државата да враќа, нема вработените да не им се уплати во пензиско и здравствено па тие нешто да изгубат, нема фондовите да изгубат, него ние проценивме дека со тоа можеме да им помогнеме на компаниите, тоа покачување кое што они и онака константно го прават во нивните компании, бидејќи тоа го бара пазарот на трудот, да се разбереме. И вака да го направат малце повеќе, а ние во тоа да им помогнеме и ние тоа го гледаме како инвестиција во човечкиот капитал во државата, бидејќи секоја економија, покрај тоа што требат машини, а им помагаме преку Законот за финансиска поддршка, покрај тоа што треба предприемаштво, треба и луѓе. Економија без луѓе нема. Славски, како вие оценувате оваа мерка? Значи, ова не е прашање на кое што се кршат копија меѓу позиција и опозиција, туку слушнав еден овие и стафи на стручната јавност и научната истражувачката јавност. Од она што јас можев да забележам, јас следев, да речем, дебата и реакциите, тие се изразито негативни. Именно стручната јавност укажува дека вакво нешто ретко каде во светот постои, дека ваков интервенционизам од страна на државата на слободниот пазар не може да се сретне и само ќе предизвика на тамошни дисторзии кои што се кај нас започнати со притисокот што го прави владата за зголемување на платите во услови кога опаѓа продуктивноста на трудот. Овдека јас мислам тоа ние го комунициравме и претходно, сакам да ја запознам јавноста дека терминолошки се користи погрешно еден концепт, именно дека ова се инвестирало, ова било инвестиција во човечки капитал. Видите, човечки капитал се создава преку образование, на сите степени на образование, преку подобра здравствена заштита, преку вложување во културата, да добиете една личност која што ќе биде способна да биде продуктивна на пазарот на труд и во приватниот сектор во компаниите. Значи, тоа е долготраен процес кој што трае со години. Значи, претежно тука се инвестициите во образованието, тоа е првата компонента, а втората компонента е стекнување на квалификации на работното место. Така се стекнува човечки капитал. Јас не разбирам како може, ево и премиерот, а и сега беше спомнато, постојано да ја лансираат оваа теза дека наводно се инвестирало во човечки капитал.
зголемувањето на платите маргинално, ако се случи за некои класи на работници, никако не значи инвестиција во човечки капитал. Значи, битно е овдека дека ова приватниот сектор ќе го почувствува на своја кожа, затоа што ќе има притисоци кај вработените. Внимајте сега, од една страна видите, од една страна затоа што голем број на компании не се подготвени, не можат, нели, и оние што ги спомнавте хипотетички 3300 денари не можат да ги одвојат за зголемување на платите во моментот, затоа што и тие сносат определен трошок. Работат на граница, нели, на она што се нарекува и рентабилност и профитабилност. Овдека не беше нагласено, но беше спомнато дека на овој начин ќе се бориме и против сивата економија. Наводно, она што се исплаќало на рака како масовна појава, ја сега не знам кои се доказите дека такви нешта во тие размери постојат, а постојат во економијата, во приватниот сектор, ќе се на некој начин анулира, затоа што сега наводно тој дел што се давал на рака, дури како награда, како што вели премиерот, внимајте, се да направиме мала дигресија, тоа беше голем гаф, дека легално било работодавачите да им даваат од својата дивиденда награда на вработените, што го прават 12 месеци на секој 15 или први во месец, што е своевиден апсурд. За таа награда под наводници, која што незаконски се исплатува, некој требало да плати давачки и данок и придонеси, но да го ставиме тоа на страна. Ајде да речеме дека така ќе постапат компаниите кои што исплаќале пари во кеш. А што се оние што не исплаќаат сега? Мислам дека се во една равнотежа, дека ги имаат инвестирано во вработените. Вработените се релативно задоволни, но сега тие ќе бидат демотивирани затоа што ќе очекуваат, луѓето с такви по природа, ќе очекуваат и тие зголемување, така што се нарушува пазарот на труд. Значи, да заклучаме на целосно непотребна, непазарна мерка. Добро беше забелешката и од страна на стручната јавност и од синдикатите дека зошто, која е причината сега да се надоместува делот од придонесите и за компании кои што работат супер профитабилно и исплаќаат високи плати, така што мислам дека повторно една така намера не многу добро обмислена дека ќе се помага на компаниите, посебно на оние, како што рековме, кои што исплаќаат пониски плати, средства ќе се прелеваат кај подобростоечки компании. Само Кусо, Данила, се нарушува ли пазарот на труд? Пред да му дадам простор на вице-премиерот да одговори. Се искрени да бидеме, јас не знам кои се тие компании кои што работат супер профитабилно, затоа што тоа би го ставило во рамки на статистичка грешка. Мислам, од 96.000 компании регистрирани правни лица во Македонија, дали се тие 100 или 200, не би сакала сега да манипулирам со бројки, меѓутоа супер екстра профитабилно во години наназад колку имаме веќе на политичка и се едно мислам и економска несигурност во Македонија, не можеме да кажеме дека има. Јас себе можам да зборувам од името на малите и средните предпријатија кои што сочинуваат 99,6% од регистрираните субјекти во Македонија и да кажам дека е екстра супер профитабилно, никој таму не работи, не функционира, што повеќе може да се кажат дека се има, секако ви кажувам, има, не е дека нема, меѓутоа не се тие некоја бројка која што ќе влие драстично на било што од ова што го кажуваме. Меѓутоа мала дигресија во ова што го кажавте, најголемиот проблем не е ова, дури мене ми е, како да кажам, како тема не е нешто на кое што би требало толку многу да даваме како не е тоа субвенционирање, него е некој начин на поддршка на компаниите, не е нешто на кое што би требало да даваме толку многу значење, колку што е пример да кажеме оние кои што работат нерегистрирано на пазарот и сите пари ги исплаќаат на црно. Значи каде се тие? Тие сочинуваат од 35 денеска слушнавме од Херитич до 45% од вкупната економија во Македонија. Тие работат скроз на црно, на тие ниту една поддршка да им ја дадете не ги интересира, пошто ниту еден денар не дотираат во буџетот. Работат целосно, тоа не е веќе ни сива економија, тоа е работа на црно на пазарот на трудот. Тие луѓе немаат ни пензиско, ни здравствено, ништо не им е покриено и воопшто мислам не верувам дека треба толку да се фокусираме на законов кој што кажав, компаниите и кај нас во органите имаше комуникација, има известна расположеност од некои од компаниите кои што би сакале да ги искористат овие мерки и верувам дека добро ќе им бидат дојдени затоа што се наоѓаме во таква позиција во каква што сме во моментот во стопанството, меѓутоа најглавниот фокус дека треба да ни биде да се искорени сивата економија, а тоа треба да ни биде дефинитивно
примерно нешто на кое што треба да се посветиме целокупно како општество, сите институции и приватниот сектор и стручната јавност, секој кој колку и како може да придонесе. Ева вице-премиер, имавте Ја бев стрплив да изслушам све ова. Значи, видите, Исто како и јас. Да, во ред, јас не реков дека не е така. Да, ќе бидеме стрпливи. Не, сакам да кажам, не упаѓам во збор, изслуша се. Видете, сега ние зборуваме за државен интервенционизам. Во ситуација кога некоја мерка важи за сите. Знаете што е државен интервенционизам? Кога на 23 компании во државата ќе им поделите субвенции за вработување по 5-6 илјади евра и тогаш македонските компании ќе ги ставите во неравноправна положба, овие да им ги земат вработените заради тоа што имаат таму бенефиција, значи не плаќаат од една страна персонален данок и данок на добивка, а од друга страна добиваат субвенција за креирање на работно место и тогаш се случи да при бруто пониски трошоци тие може да дадат нето повисока плата и да им ги земат вработените на компаниите и најдобрите вработени. Тоа е државен интервенционизам и ние на тоа се сеќаваме. Сега зборуваме за една иста мерка која што важи за сите и сега зборуваме за една мерка која што да, ја објаснувате вие така како што ја објаснувате, може би така изгледа од катедра на факултет, меѓутоа за човек као мене кој што исто се да мина факултет, меѓутоа сум бил истопанственик и секој ден се движам меѓу стопанствениците, они ова го нагласуваа како нивно најголемо барање и најголем проблем. И ние само се обидовме да ја слушнеме идејата и да го слушнеме гласот на стопанството, а при тоа да има бенефит и да имаат бенефит и вработените. Кога викате дека се гради кадар на начин на кој што се гради, да, со образование, со едукација внатрешна во компаниите, тоа е све точно. Ама знаете што ќе се случи и која е трагедијата? Што тој кадар, кога така ќе го изградите низ образовниот систем, без разлика дали средношколски, факултетски, па низ здравствениот систем сте воделе грижа за него, таква каква што во нашата држава се води, па сте го обучавале внатре на работното место и тоа најмногу последно е заради тоа што обично кадрите кога завршуваат не се толку баш спремни да се вклучат во производниот процес, сте инвестирале во нив и на крај тие ќе го земат автобусот и ќе отидат во Германија и ќе бидат заварувачи, бравари, текстилни работници таму. Ние зборуваме тоа како да го спречиме. Ние зборуваме како да им помогнеме на компаниите да може да ја подигнат малце, да го подигнат малце животниот стандард на овие вработени, бидејќи не е прашањето само на компаниите. Со тек на време ќе стане прашањето и на државата. Бидејќи доколку оваа држава, младите луѓе кои што нивни родители сега имаат 40-50 години и работат во фабриките и било каде, тие ќе дојдат за некое време во пензија, овие луѓе во кои што ние сме инвестирале како држава во образование, во здравство заминат, тие своето пензиско и здравствено осигурување ќе го плаќаат во некои други држави, а нивните родители ќе нема кој да плаќа пензија кај нас. Значи, тоа мораме некако да го направиме. Ние не можеме да им наредиме на компаниите да ги зголемат платите. Ние не можеме со притисок тоа да го направиме. Но ние можеме на овој начин да им помогнеме. И мислам дека со ова им помагаме многу повеќе него да им поделиме било какви субвенции, некои пати безсмислени, него ова е мерка која што важи подеднакво за сите. На прашањето дека со ова ќе земат некои компании кои што се високо продуктивни или не знам профитабилни, како профитабилни, не продуктивни, значи кои се тие компании? Дека ќе земат младите вработени во банките, па нека земат. И такви треба. Ќе земат инженерите и лекарите, па нека земат во приватните клиники. И тие требаат на државата. Значи ова не се мерки само за директните производствени работници. И конечно, за сивата економија, тука Данела потполно ја поддржувам, и јас додека сум у влада до последно ќе се борам против сивата и црната, не само сива економија. Значи и тука е суштината на тоа, значи кога викаме пликово плата и пак го политизираме. Па постои во реалноста да се соочиме со тоа. Што прави собственикот на компанијата? Собственикот на компанијата на некои компании, и тоа они јасно го кажуваат, они ни го кажуваат и не е тоа нелегално. Значи тој вади дивидента, дивидентата ја вади со 10%. Значи ако сака да извади 100 денара, 10% плаќа, 90 вади. На 90 плаќа уште 10% персонален данок, порано сега 15%. Значи он со некои 25% трошоци има пари во джеп. Тоа е така.
Тој со тие пари може да направи што сака. За да тие пари ги даде на вработените, тој тие пари ги треба, значи, да плати придонеси, кои што го коштаат 37,7%. Значи има некоја разлика од некои 12%, кои што тој на тој начин ги заштедува и тоа го прави, и тоа е факт. И ако испаднете на терен и прошетате помеѓу стопанственици, ќе видите дека е така. Не е суштината да се само тоа анулира. Суштината е, сега тие истите тоа ќе може да го направат со 10% трошок, не со 25% трошок. Така, Суштината е да ние, колку што може повеќе, им помогнеме на компаниите да го задржат својот кадар. Тоа е суштината. Значи, господин Ангишев, тоа што сте и професор на технички науки и стопанственик, ево не би помогнало да ја направите да не ја направите таа фатална грешка, не знаете што е човечки капитал и дека да не убедувате дека се вложува во човечки капитал. Уште еднаш, во човечки капитал не се вложува со зголемување за 2-3 денари на платата. Објаснив како е нели тоа. Вие не можете да се надпреварувате со платите во Германија, што сега ќе зголемите за 50 евра и ова што кажувате дека ќе спречите младите или не знам кој да оди во Германија, така, има голем број на други фактори, други причини, освен нели платата за одлуката на поединецот, каде дали ќе остане во родното огниште, во домот во кој што може да му помогнат нели родителите на секаков начин или ќе оди некаде каде што во првата година ќе се разочари и ќе му е срам да се врати во земјата. Такви ги има многу во Република Македонија, но жалосно е што ево со генерации од овие простори и од Медитеранот, вклучително и од просторите на некогашна Југославија, Република Македонија, сме значително имиграцијско подрачје. Ова не е нешто што не е невидено. Инаку да се создадеа услови, да речеме да вие успеевте, она што го ветивте да имате стапки на раст од 5-6%, а не можете ни половината од тоа да достигнете, најверојатно состојбата ќе беше малку поинаква. Да успеевте да се справите со криминалот, како што вие кажувавте, од претходната власт, да го разобличите уште во првата година од владењето, ќе беше поинаква ситуацијата. Но, ево и помина мандатот, и повторно, за разлика од она што го кажувате, состојбата е сосема поинаква, се служите со флоскули, популизам, а фактите го говорат спротивното. Господин Трајковски, Славевски, извинете, Трајко Славевски, значи, дали јас знам што е човечки капитал? Не знаете тоа. А не, јас ви кажувам дека многу добро знам, бидејќи сум го негувал. Не знаете. Сега вие не сте тука да оцените што јас знам и што не знам. Што сте вие професор? Ама ево. Ама сега дозволете да ви кажам. Ама ево ви кажав што е човечки капитал, вие завршете па ќе продолжам. Не, вие повторно кажувате тоа. Сега дозволете да одговорам. Може? Ако ми дозволите да одговорам. Видете. Дали јас знам што е човечки капитал или не? Јас вас ви кажувам дека јас такви сум негувал некаде околу 130-40 инженери во моите компании и до 1000 вработени. Сега зборуваме за македонската економија во моментов. Тоа што вие зборувате за моето знаење за што е човечки капитал, вие тоа зборувате. Ја ви одговарам на тоа прашање. Вие го негиравте моето искуство, моето знаење, 35 годишно. Јас го негирам тоа што вие немате чувство со реалната економија. Тоа кој нема чувство со реалната економија? Еве јас тоа го зборувам. Сум бил министер за финансии во Република Македонија. Еве тука бројките ги имаме од тоа време. Видете. Кој бројки ги имате? Стапка на раст 6%? Да ви одговорам. Ајде. На што ќе ми одговорите? Па на тоа што прашавте. Ајде. Значи, ние зборуваме за стапки на раст. Стапките на раст во првите 2 квартала оваа година се 4,1 и 3,1. Јас ги имам тука стапките на раст од 10 до 18 година. Ајде, отидете малку поназад. Еве ги имам тие од 10 до 11 до 18. Зошто од 10? Вака имате некоја причина? Еве до 18, која година сакате да ја гледаме? 2007. Па еве ја немам таа, ама еве ви кажувам тие што ги имам. Па добро. Значи, и сега јас вас ве прашувам. Дали во ситуација и тука не гледам такви бројки какви што вие кажувате 5, 6, 7% и така натаму. Па не гледате затоа што пристрасно сте го земале периодот. Кој период да го земам сакате? Ево 2007, Па сакате да го земем и 35-та година пред војната. Па значи сакам да ви кажам земам 10 години последни, колку да земам? Добро. Значи земам, анализирам 10 години последни. Сега баш вие ако сакате баш некоја специфична година ќе ја земеме, не е проблем, ама 10 години е сосема добар период за анализа. Добро, вие сте живеели во оваа земја на овој свет, знаете дека имаше сега ќе бидам културен и нема да ве прекинам, ама ајде. Најтешката економска криза после 29-33 се случи токму во тој период во кој што вие сега Ама заврши 13-та таа криза. Молам? Заврши 13-та. Заврши 13-та, почна политичка криза.
Па за добро, Поред не политичка криза почна 15. Ајде да. Сега Добро, значи тука јас гледам едно задолжување од 3 милиарди евра на државата и гледам просечни растови од 2,4, минус 0,5, 2,9, 3,7, 3,9, 2,8, 0,2. Тоа се бројките. Меѓутоа, да бидеме внимателни. Тие бројки се направени при задолжување на државата во период од 7-8 години за 3 милиарди евра. Значи 3 милиарди евра нови влегле во државата задолжување, а бројките се овие. Сега да, имаме бројки 4-1, 3-1, ќе видиме следните квартали, јас очекувам подобри, но јас сум убеден дека оваа година ќе биде завршена најдобро од последните 10 години и при тоа не сме се задолжиле ништо скоро. Како ништо досега долгот е зголемен нето за 150 милиони Чекайте, евра. вие зборувате за 150 милиона евра во 2 години, а јас ви зборувам за 3 милиарди во 7 години. Зашо зборувам? Нема во 7 години половината од тие 3 милиарди се вратени. Видете. Затоа што имајте, ама чекайте сега. Нема што да чекам, зборувам за апсолутното задолжување. Молам? Апсолутното задолжување дека се покачи од 23 на 50%, тоа го спорите? Ама некогаш има, вие знаете, сте работите во фирма. Дали го спорите ова прашува? Некогаш се задолжувате за раздолжување, не, така? Јас морам за апсолутниот долг. Значи колку растел апсолутниот долг во споредба со бруто домашниот производ? Затоа што во 7 години сме имале кредит, нели, кој што достасувал за 3,5 години. И од тие 7 години тој е отплатен, тој е исплатен. Јас ке се изненадувате вие како професор по економија, ја како професор по машинство да ви кажувам вакви работи. Значи видете. Што ми кажувате? Па јас ви кажувам дека вие не зборувам јас за задолжување заради раздолжување, тоа го прави секоја влада и секогаш го правило и сега се прави. Ја ви зборувам кога се задолжувате повеќе од раздолжувањето и тогаш ви расте задолжувањето во споредба со бруто домашниот производ на државата. И сега ви кажувам дека оваа држава е задолжена нето задолжена во 7 години 2,7 милиарди евра. Дали вие го спорите ова? Сега не ги имам подготвено. Не, дали го спорите, прашувам? Може да е тука некаде. Не е тука, тоа е точно тоа. Добро. Во 2 години државата е задолжена 150 милиона евра. Дали е тоа огромна разлика? Огромна. Не, повеќе е задолжена. Не е задолжена. Во повеќе е задолжена. Јас ви кажувам точно колку е задолжена. Јас имам бројките пред мене. 500 милиони имаше. Значи мислам дека врзница. Јас нема да ја водам понатаму дискусијата во делот на, како да кажеме, напаѓање и дневен популизм. Јас ќе ја водам дискусијата во насока на параметри економски и со параметри показатели. Конкретен одговор на прашањето што ми го поставивте е да, ние цениме дека во овој момент е потребно да им се помогне на компаниите и тоа е барање од нивна страна за покачување на платите на вработените како тие би можеле да со тек на време тие вработени и тој пак ќе повторам човечки капитал што го создале и образовниот систем, и здравството, но и самите компании да го задржат во нивните компании. Да вклучиме Данила, ќе ви оставам сега малку повеќе простор, бидејќи влега премиерот, вице-премиерот и Славевски во дуел. Данила, вие споменавте минималната плата и сивата економија како проблем. Има најави за ново зголемување на минималната плата. Прво, колку стопанството е подготвено да има ново зголемување, да подржи ново зголемување на минималната плата, а потоа ќе се навратиме и она што е работа на црно, која што според последниве бројки е навистина сериозна и загрижувачки, колку се превземаат мерки во таа насока за спречување и сузбивање. Стопанството не е подготвено за ништо што е вештачко и наметнато. Значи, тоа мора да го расчистиме од почеток. Треба да бидат, да кажеме, овозможени некои основни услови за секој кој може. Како што кажавме, таква е ситуацијата, масовно се иселуваат младите и не само младите, на секој еден кој што не е задоволен од тоа каков му е животот во Македонија, си го бара чарето некаде надвор од нашите граници. И тоа е нешто на кое што треба да поработиме, не како стопанство или како приватен сектор, ние конкретно, туку целиот систем треба да поработи на тоа да профункционираат сите оние работи кои што не ни функционираат во моментов, а и наназад, нели, колку време зборуваме за сите овие работи кои што ни се потребни, неопходни, едноставно за да имаме сигурен живот и стабилен приватен сектор. Меѓутоа, ова кое што го напоменавме е дефинитивно дека сме против вештачко наметнување на решенија, особено во делот на зголемувањето на минималната плата.
Повеќе тези струјат во овој момент, врзано за минималната плата и нејзиното зголемување. Нормално е дека никој не сака да е на минимална плата. Мислам да бидеме реални, една половина од населението во Македонија на работни сиромаштијата. И тоа е нешто со кое што треба што поскоро да се соочиме и да отпочнеме со мерки кои што навистина ќе дадат придонес да се подобри животот и да се подобрат условите, стандардот на граѓаните воопшто да се подобри. Меѓутоа, на кој начин тоа ќе се направи, дека ова е вистинскиот начин, не се согласувам, не од аспект на тоа дека повторно кажуваме приватниот сектор или стопанството не сака да дели повисоки плати. Туку едноставно не располага со такви можности. Голем број на компаниите се на работна ликвидност. Гледате и самите дека последните официјални информации кои што излега од Министерството за финансии се дека данокот на добивка е навистина на ниско ниво. Тоа значи дека компаниите не работат доволно профитабилно за да можат да си дозволат зголемување на трошоците. Што повеќе треба да се најде начин како трошоците кои што ги имаат, и тука не зборуваме само за трошоците по основ на даноците, туку и за оние трошоци кои што ги имаат од парафискалните давачки, како да им се скратат за да им се олесни работењето, затоа што ова е еден циклус и еден магичен круг кој што не можете да излезете неповредени, особено кога се е врзано едното со другото. Ако немате функционален приватен сектор, нити може да имате среќни задоволни вработени, нити може да имате функционални институции, нити пак нешто друго ќе функционира, затоа што треба да дотирате со даноците во буџетот, а со даноците како ќе се покријат платите на администрацијата и оно кој што треба да врати назад во стопанството. Што е со црната економија? Колку мерки навистина се превземаат за сузбивање? Поразителни беа оние податоци кои што податоците се превземаат ли? Што е она што треба да се превземе? Вие имавте и пакет сет мерки кои што ги понудивте на владата. Точно, значи колку тие се прифатени? Основно кое што е најважно, ова убаво го кажавте, значи поразителни се бројките од 35, 33 па 35, сега слушаме до 45% дека е делот од целокупната економија кој што го опфаќа сивата економија. Значи тоа е нешто кое што навистина катастрофално, а најлошото е дека тоа директно влие на конкурентноста на оние компании кои што легално работат. Практично ги турка во ситуација или да минимизираат активноста која што имаат и која што работат легално и да се прифрлат и самите на овој сив пазар, или евентуално да се го бараат чарето некаде на друго место. Основно на кое што треба да дискутираме е дека треба прво да простори една дефиниција што подразбираат луѓето под сива економија. Да не се разбереме погрешно. Сива економија не е да се оди во легално регистрираните компании, да им се влегува со инспекции, да им се бара неправилност која што нормално дека не може да ги следат сите прописи. Малите средни претпријатија немаат луѓе вработени да им ги следат прописите и да им кажуваат секој ден се смениле 2 закони, 3 закони, прилагодете се. Сива економија со оние кои што не се во системот, ги нема, не постојат, а имаат 100 луѓе кои што работат за нив и прават милионски профити. Тоа е сива економија. Нити се луѓето на пазарите, нити се оние кои што продаваат Макдоналдс, нити се оние кои што од 1000 фискални сметки денеска ќе сгрешат една, па ќе имаат разлика во дневниот промет од 30 денари, па да им стават по 2-3-5.000 евра. Сива економија и лоцирана ли е, се превземаат ли мерки конкретно? Проблемите се најпрво не е дека нема некоја расположеност, прво и основно е дека треба да се знае и да се дефинира што е сивата економија. Еве ви кажуваме дека сивата економија се оние кои што не дотираат со ниту еден денар во буџетот, не плаќаат даноци, не плаќаат индустријска струја, индустријски трошоци, не ги плаќаат вработените легално, значи ни минимална плата не им плаќаат, пензиско здравствено осигурување нема таму. Се е на пазарот на трудот на црно. Втората работа е екипираноста на службите и на оние кои што работат, затоа што очигледно сме свесни дека инспекцијските служби во Македонија немаат доволен капацитет да ја гонат сивата економија, особено бидејќи законската регулатива не им дозволува еднаков третман на оние кои што се нерегистрирани и на оние кои што се регистрирани. Јас сметам дека треба да се посвети една добра порција од времето, да не речам година, 2, 3, исклучиво на сивата економија, да се остават легалните компании да работат на мира, и овие инспекцијски служби кои што немаат доволно капацитети, човечки капацитети немаат да ги следат и едното и другото, да се посветат добри 3 години и да почнат да одат по пријави кај оние кои што работат нерегистрирано и нив да ги гонат, а не да ги гонат компаниите кои што работат легално и да ги казнуваат за нешто што е неусогласено или за нешто што не го познавале како пропис. Ќе бидам вака концизен. Врска со двете прашања сакам по неколку реченици за сивата економија и за минималната плата. Видите, сивата економија, знам, постојат студии на Светска банка, на наши истражувачи од пред 2003-2004 година, кога проценките беа дека е таа некаде во ранг од 30 до 35-40%.
Понатаму студии на Светска банка по реформите што ги спроведе првата влада на ВМРО ДПМН со введувањето на рамниот данок, подоцна со интегрираната наплата на придонесите реформата од 2009 година и така натаму. Постои студија на Светска банка која што мислам дека сивата економија во Република Македонија е проценувана некаде околу 20-25%. Јас сега не ја следам многу оваа област, мислам не ја следам во смисла на проценките, методологиите. Ако е точно на што го кажува Heritage, го негираше премиерот, колку што слушнав денеска во изјава, не согласува, таа била според негова проценка, не знам на што се повика, околу 30%, а беше кажано 35%, тоа значи дека е тој податок застрашувачки. Во овие последни неколку години тоа значи дека имаме буење или раст на сивата економија. Тоа треба да се провери, нели? Но ако е повторно велам со оваа ограда точно. Видите, па што можете да очекувате? Во време кога се напаѓаат лекари, нешто што сме немале во минатото. Во време кога полицајци се напаѓаат вршејќи својата должност, во време на безвластие, нели, во време на неспособна влада, нели, да воведе ред во земјата и да ги да речам да профункционираат институциите, а довербата во институциите никогаш не била пониска, ќе имаме и ваква ситуација и во областа на сивата економија. За минималната плата сме, дури вие сте водили емисии каде што нели сме го кажале своето мислење и стручно и бизнисот. Видите, ова неразумно или најавување на тамошен пораст на минималната плата веќе не е проблем на бизнисот. Е проблем, ова многу убаво го објасни госпоѓа Арсовска, проблемот е на владата. Ја мислам дека кај веќе проработува разумот кога Сонк им кажа на прашањето зошто барате 25% зголемување на платата во образованието, основно, средно, високо, кога веќе имавте во 2 години поред 5% зголемување, повеќе од 10% кумулативно, тие кажуваат, ние се рамниме со порастот на минималната плата. Ево, повелете, зголемете ја натаму минималната плата, ќе видите што ќе се случи со македонската економија. Ќе имате штрајкови секој ден. Штрајкови, јавниот сектор, приватниот сектор и така натаму. Ве предупредуваме, немојте да го направите тоа за доброто на земјата. Сме поминале ние низ такви ситуации на нестабилност и тогаш не ќе знаеме каде ќе ни е крајот. Немојте да се играте со вашето незнаење. Незнаење, мислам, видите да доведете ситуација кога светски стандарди не може со минимална плата да бидат опфатени повеќе од 5 до 7% или 8 како што беше кај нас со поведувањето од вкупниот број на вработени. Вие да ја зголемувате така вештачки како што беше кажано, на тој начин да одите до 20% од вработените и така натаму. Па создавате ршум во самите компании, компресија на платите, притисоци за зголемување на понатамошно зголемување на понатамошните плати, демотивирање на некои вработени. Мислам, на вистина јас очекувам Социјалдемократскиот сојуз има луѓе кои што студирале економија да ги праша која е светската практика, кои се ставовите. Секоја чест на луѓето од бизнисот, ама внимајте, луѓето од бизнисот не ги гледаат оние работи кои што може да ги види искусен економист. Вице-премиера, две теми. Прво, имаше во јавноста се стигна до одредена сума која што може би беше најава дека ќе биде зголемување на минималната плата, потоа ако не се лажам беше демантирана таа сума. Имате ли проценка колку би се зголемила минималната плата или се уште се водат? Ќе ви одговорам на тоа прашање. Ќе се вратам прво назад и на прашањето околу сивата економија. Нема да одговорам на истиот начин, ќе го задржам моето академско ниво за да кажам некој дали има знаење или незнаење. Јас за моето знаење ќе цени јавноста и ќе ценат тоа што сум оставил позади себе, а и секој за своето знаење ќе цени тој што оставил позади себе. Евидентно е кој што оставил позади себе. Значи, така да во таа смисла ќе ви одговорам само за сивата економија конкретно. Таа постои во нашата држава. И таа е рак рана за нашата држава. И таа, јас сум бил на состанок конкретно во Сојуз на стопански комори и сум замолил, ве молам, пријавете ми било кој случај. Јас ќе одам до крај, ќе го истражам, ќе го затворам. За жал до денеска не добив ни една пријава. Не дека се они виновни што не пријавиле, затоа што никој не пријавува. Инспекцијските служби се слабо платени, мали на број. Често пати солидаризирани со тие, може би некој пати корумпирани од тие. И јас отворено зборувам за тоа. И тоа мора да се искоренува. Меѓутоа дека сивата економија во последниве години расте, тоа не е точно.
Зошто не е точно? Заради тоа што бројките од економијата тоа го покажуваат. Како расте, значи, приходот, како растат компаниите или како расте економијата, со истата динамика се зголемуваат и сите даноци. Така да тоа само покажува дека можеби таа не се искоренува, ама сигурно не расте. Сега, и тие бројки се јасни, значи ќе видите дека ако ја видите реализацијата на буџетот, предвидувањата, реализацијата, растот во споредба со претходните години, индексите, тоа го покажува. Сега да ви одговорам конкретно за минималната плата. Минималната плата е нешто што ние треба да го третираме како држава, како заштита или како заштитен механизам за тие што се најранливи категории во нашата држава. Видете, кај нас моментално минималната плата е 12.500 денари грубо. Значи тоа е нешто на ниво од 200 евра. Па еве, ако оваа влада не знае, ако, не знам, има некој дилема по тоа прашање, тогаш ја поставувам прашање зошто таа минимална плата се дефинира во секоја држава, па и во најразвиените, и во најмалку развиените. Минималната плата е дефинирана и во Србија, и во Бугарија, и во Грција, и во Романија, и во Албанија, и во Германија, и во Англија. Дали и тие влади не знаат, господин Слаевски? Не, јас не реков. Дали тие влади исто не им е јасно што прават? Тезата е висината е. Па да, висината е прашање. Висината кај нас е 200 евра. И тоа ли е нешто што е... Видете, дали вие цените дека денеска во Македонија може со 200 евра некој да живее? Па јас ценам дека не може. Извинете. И сте семејство, поединец? Па не, плата поединечна. Па во едно семејство колку плати може да има? Ако се нормално семејство од четворица, значи мајка, татко и две деца малолетни, може да има 2 плати. Сега, значи, или ако да речеме и децата пораснале, па има 3 плати и така нешто, ама тие полека се одвојуваат. Значи 2 плати е во семејство, нормална работа. Значи, видете, јас повторно ќе се вратам на моментот кој што сакам сите и на целата јавност да го споделам со неа. И сакам да ја прикажам пошироката слика. Иако ги почитувам сите економисти, почитувам целата економска теорија и логика која што сум ја читал, иако сум машински инженер, сакам да предупредам на една појава која што може да ни се случи и скапо да ја платиме во иднина. А таа појава е да ако младото население ни се оцелува, а нивните родители остануваат во државата, тие родители ќе очекуваат да имаат здравствено осигурување, кое што како ќе им поминуваат годините ќе биде све позахтевно од нив лично према државата и ќе бараат да имаат пензии. А нивните деца кои што тие плаќале придонеси за да се образуваат, здравствено да се заштитат, тие ќе плаќаат придонеси некаде во други држави. Ние треба да направиме се. Ќе морам да барам реклами, само ќе ми одговорите ли имате ли конкретна сума? Значи, ние имавме состанок еден координативен со сите комори минатата недела, на кој што рековме дека имаме такво размислување, вредност немаме и не можеме да кажеме. Бидејќи излезе некоја сума, мислам дека до 15.000 денари. Не, тоа мислам дека е паушална сума, никој таква сума не пресекол. Ние ќе седнеме, уште еднаш со коморите ќе разговараме, уште 2 пати, уште 3 пати, се додека не најдеме заеднички став, претпоставувам дека нема тоа да биде никаква избрзана мерка, но од друга страна ве молам, ние како држава мораме да покажеме дека сакаме да го заштитиме и најнискиот сталеж или најзагрозените категории на граѓани. Има ли рок барем до кога треба да се договорите со коморите или нема прецизно? Јас мислам дека ќе имаме интензивни средби следниве недели и тоа ќе биде прашање на недели и месеци. Само кусавам. Најранливите категории се штитат со мерки на социјалната политика, не со мерки на зголемување на платите. Социјалната политика е за невработените, била и сега е. Може би само детскиот додаток кој што ние го зголемивме и за социјалната политика мислам дека оваа влада покажа една добра лекција, дека се зголеми сериозно. Не го негираме тоа, но... И така да мислам дека, кратко речено, мораме да ги имаме сите аспекти на ова прашање за да можеме квалитетно на него да одговориме. Одиме тука со реклами, потоа се враќаме назад со дебатата во студија. Да, назад сме во студиото, Ангјушев, Славевски, Арсовска.
Арсовска, споменавме и минималната плата, но она што деновива се зборува и како информација, она што и вие како комора го презентиравте, е дека дел од компаниите во земјава веќе се распрашуваат и одлучуваат да го селат својот бизнис надвор од Македонија. Да, само најпрво бидејќи дојдоа рекламите, па немав можност да реплицирам практично на оно кој што беше претходно кажано. Во делот на минималната плата, прво само една реченица. Сите знаете дека минималната плата навистина е на ниско ниво кај нас. Меѓутоа, она од кое што се стравува е дека во вакви услови, кога знаете дека има голем сет на мерки и она мини даночна реформа, како што се нарекуваше, меѓутоа и голем сет на други мерки, кои што практично во исто време се покренуваат по однос на приватниот сектор и сметаме дека исто во кое што се планира да се направи, а ево делот, спомна и вице-премиерот, се преговара, меѓутоа нашите позиции се искрено баш против вештачки да се намитнува било што, не дека не сакаме, туку дека сметаме дека тоа ќе створи известна дисторзија на пазарот на трудот. Не дека на тие луѓе кои што сега се на минимална плата не се сака да им се покачи, меѓутоа тука има повеќе на фактори кои што треба да се земат во предвид. Прво, треба да се видат кои се секторите кои што ги опфаќаат овие лица кои што земаат минимална плата. Второ, има голем број на лица кои што се само вработени. Значи, индивидуалци, семејни компании кои што да би можеле би си поделиле на себе и по 1000 и по 2000 евра плата, меѓутоа тие не се во можност да си поделат повеќе од оваа плата затоа што трошоците кои што ги имаат на крајот на месецот се толку големи да на нив само оваа сума им останува како би си ја поделиле самите на себе. Значи многу фактори треба да се земат во предвид кога ќе се пресметуваат овие трошоци кои што се на крајот на денот пак ќе паднат не само на терет на компаниите, туку и на терет и на граѓаните кои што работат во тие компании или па кои што се сопственици на овие мали микро предпријатија или на трговците поединци или пак особено на оние трудоинтензивни дејности кои што ги споменат. Многу е деликатна темата. Треба целиот систем да се гледа во целина. Спиралата исто така на платите. Оној кој што земал до вчера 12.000 се изначува со оној кој што сега ќе зема, да кажеме, карикираме со нека сума од 15.000 динари. Тој со 15.000 динари е веќе незадоволен. А од друга страна па ги доведувате во компаниите кои што немаат продуктивност, системски треба, јас знам дека е тоа системски проблем, системски на кој што треба да му пристапиме. Меѓутоа се доведуваме во ситуација кога вие еве во трудоинтензивните дејности каде што имате 100 вработени и спуштаат 50 вработени на 50 да им покачат плата, и истите работат и повеќе од работните часови за да може да го постигнат она што претходно го работеле 100 луѓе, а сега во овој случај го работат 50. Ама тие 50 што ќе останат на улица ќе бидат крајно незадоволни. Истото е, мислам, или на друго место вработени. Да, евентуално, нели ако им се пружи пружи можност. Бидејќи можност. денеска не можете да најдете работник, тоа Точно, да го расчистиме. апсолутно се слагам, меѓутоа пак има многу фактори, оние луѓе кои што се од внатрешноста па и немаат толку можности да патуваат таму каде што се бараат работни места и така натаму. Многу е комплицирана темата да може да и се посветиме во половина час тука. Директно една реченица само. Видете. Ние мораме стопанството да го направиме здраво. Интервенционизаме ако со сила штитите да некој не дигне плата таму каде што нема друга алтернатива. И сега го кажав пред малце и на пузата, па ќе го повторам и отворено, не сакав толку директен да бидам во првото зборување. Видете, во нормалните држави минималната плата е да ги заштити најранливите категории, како да кажам, тој кој што е инвалидизиран, тој кој што, како да кажеме, не завршил образование или напуштил образование, кој што едноставно е немотен. Кај нас не е тоа така. Ние сме држава која што не поминала нормален економски развој. Ние сме поминале и уште поминеме некои турбулентни периоди. Кај нас со минималната плата, како ќе ја заштитите освен со минимална плата онаа жена во мал град во провинција која што има 48 години и во некој, како да кажеме, конфекција зима 12.000 денара плата. Незиниот сопственик колку и да може да ја покачи платата, знае дека таа жена нема алтернатива. Таа нема каде доди на 48, на 50 години, на 52 години. Па и маш не е битно. Значи, јас само едно ќе кажам. Сите држави тоа го прават. Сите држави имаат минимална плата. Ние немаме намера тоа да го направиме без да разговараме со сите. Меѓутоа, ние мораме да направиме еден концензус дека треба да направиме здрава економија, бидејќи залажување
И јас тоа ви го кажувам одговорно. Сакате како стопанственик, сакате како вице-премиер, сакате како професор по машинство, како сакате. Ви го кажувам одговорно дека ако ние не се свестиме во Македонија, дека мораме да направиме здрави фирми кои што ќе може да се носат по конкурентноста, по продуктивноста, а продуктивноста е еден од факторите и човечкиот фактор. Ако не ги направиме да се носат, ние ќе ги изгубиме таа економија. Тие стопанственици кои што мислат дека така ќе го продолжат својот економски потфат, тие само прашање на дене кога ќе го изгубат. Да, слава се. Вака, сега, извинете, но заради публиката, вака, како овој обврска го чувствувам, 7 земји членки на Европската Унија немаат минимална плата. Да не ги набројувам сега, нема секоја земја минимална плата. Набројте ги да знаеме за кој зборуваме. Италија нема. Ево вака, да се споредуваме со најразвиените 7. Се извинувам, ама сите се тие горе-долу развиени. Не, јас го прашувам со околината да се споредиме. Горе-долу се развиени. Тука дојдовме. Како може во Република Македонија да притискаме минималната плата, изразена во евра, да биде поголема, повисока од минималната плата во Бугарија? Па не притискаме. Ние имаме поздрава индустрија од Бугарија, имаме пообразовано население. Која е минималната плата во Бугарија? Пониска од македонската, како што е просечната. Не, колку е? Не знам точно, сега знам дека е пониска. Ама јас ви кажам дека е повисока. Ево, не е повисока. Сигурно е повисока. И видите, знаете што, има еден релативните односи се битни. Минималната плата, што надмине 40% од просечната плата, веќе создава проблеми. Ние сега со овие последни зголемувања ја доведовме до 50 или над 50%. Тоа е проблемот. На кратко и само пред да продолжам со на кој што ме прашавте, спомна вице-премиерот дека не се доставени листите за кои што се разговараше. Да бидеме искрени, ние листите ги имаме, меѓутоа од компаниите по состанокот кој што го напоминавте беше изразена тие во нас веруваат, затоа и ни пријавуваат. Значи ние таа линија имаме со нив веќе со години. Меѓутоа треба да разберете дека кај нив скепсата дека ќе биде постапено по тоа и дека нема да има реперкусии по нив е навистина многу поголема од било која желба за директно да се имплицираат себе си во гонење на сивата економија и сметаат дека, не зборам ова конкретно сега за извршната власт и за инспекцијските служби кои што самите кажуваат дека немаат капацитет да одат и да ги бараат овие кои што работат на црно, веќе да речеме, во економијата. Немаат верба во системот како целина, во судството. Значи, целокупното работење се плашат од последици по сопственото работење и дека утре знаете колку е едноставно некој кој што работи во сивата економија да исчезне, а овој кој што работи легално и регистрирано се уште е таму на истата адреса. Можете да влезете да го најдете и особено ако пријавата и протечат материјали како што протека од јавното обвинителство. Несигурноста во системот како целина, пак ви кажувам, не е тоа. Како да ја вратиме сигурноста во системот, ако тоа не го пријавуваме? Значи, видите, да, пред се работа е на институциите тоа да го детектираат, на инспекцијските служби, меѓутоа тие не можат се да детектираат. И знаеме дека во развиениот свет и секој граѓанин пријавува. Кај нас тоа ниво го нема. Компаниите, да речеме, ако ви имате конкурент, што знаете сигурно дека се занимава со сива економија, ви прави проблем, јас ве замолувам тој да го пријавите. Јас ви гарантирам одговорно дека сум 2 години и 3 месеци на ова позиција на која што седам. Ниту една фирма не трпела никаков притисок од моја страна и тоа повикувам јавно да каже некој дали трпел некаков притисок, а напротив, дневно држам по 10 состаноци минимум со компании и на сите не можам да кажам дека сум им ги решил проблемите, ама во голема мерка сум ги решил, а на сите сум се обидел да ги решам. Така да, видите, дека има една искрена намера да тоа се реши, тоа можат да го посведочат тие што биле да решаваат проблеми кај мене. А јас само замолувам да коморите и компаниите ни бидат од помош во овој процес, као што е во целиот развиен свет. Ако вас ви смета вашата нелојална конкуренција, пријавете ја. Пријавете ја, јас ви гарантирам дека ништо, прво, јас не знам ни која пријавил. Вие не мора да ги кажете пријавителите. Значи, само дајте ни што да гониме. Тогаш јас со налог ќе пратам заради тоа што да, нема да извршам никаков притисок на ниедна компанија која што регуларно работи, ама до крај ќе се борам против сите кои што работат во сива економија, и знам дека тоа е рак рана на економијата. Кусо, само најавивте онлайн линија која што ќе може да се жалат стопанствениците, ќе биде тоа од помош?
Или повторно е тука стравотот? Јас верувам дека има расположение да се решат овие работи и оно кое што го кажавте, компаниите се случувало и порано да пријавуваат. Значи не е ова нешто кое што од вчера или кој што проблем не бил детектиран, па ние сега одеднаш денеска ќе го решаваме. Тоа они 20 и кусур години се занимаваат, односно ајде да речеме поконкретно најмногу од моментот кога е воведена фискализацијата во Македонија, односно воведување веќе на луѓето во еден систем каде што функционираат на начинот на кој што функционира. Меѓутоа тие со години се борат со сивата економија и зашто е скепсата нивна таква, затоа што во одреден момент се случило да пријават, сето тоа било анонимно. Меѓутоа, оној кој што практично се гони во случајот знае кој му е директниот конкурент, па и знае како после тоа да се сврти во таа насока. Што не велам дека треба да е пречка да се продолжи во оваа насока, меѓутоа стравот кај луѓето е таму, особено во оној момент кога самите, како да ви кажам, институции кажуваат дека немаат капацитет да се посветат исклучиво на овој процес. Јас знам дека е најлесно додите кај регистрираните компании, мислам ова, не мислам на вас конкретно, туку мислам на службите. Меѓутоа, верувам длабоко дека доколку речатот денеска во следниве, нека направат еден годишен план, не мора да е повеќе годишен, дека ќе се посветат исклучиво на сивата економија, па и нека ги остават фирмите да здивнат некој ден, сигурно тие нема со криминали да се бават, ако досега работеле легално и регистрирано и си ги плаќале сите даноци, да не бидат казнувани затоа што грешат нешто од непознавање, а да знаат дека ќе им понуди едноставно институциите, дека ќе им понудат заштита барем од нелојалната конкуренција која што никаде не фигурира. А за компаниите само она кое што ме прашавте е барем кај нас што има, да, има такви случаи, има случаи особено по воведувањето на прогресијата во данокот, кој што почна со, сега не е тоа селење, затоа што вие самите знаете дека компанија во Македонија се отвара за еден ден, тоа не е никаков проблем. Во тој дел сме навистина први во светот и најдобро котираме, меѓутоа да затворите нема никакви шанси и тоа е проблематична ситуација затоа што има постапка која што трае и е подолготрајна. Тие само ги намалуваат деловните активности и се обидуваат да си ги преселат начинот на операција во соседните држави или таму каде што смета дека во овој момент ќе им се понудат подобри услови. Не беше повторно затоа што беше прогресијата таква, јас верувам дека секоја влада одговорно си пресметува како практично ќе настапи пред своето гласачко тело, што веќе можеше 10% да остане како данок прогресијата да биде негативна, па за оние кои што се социјални случаи да има 5% данок и таква прогресија постои. Меѓутоа, најмногу од се имаше влијание тоа што законот беше донесен преку ноќ. Значи да го најавувате, да се зборувате во кулуарите и да го споменувате повремено, не е исто со тоа и да ги подготвите компаниите, да им кажете кои се начините на кои што истото се планира да се спроведе, односно да се имплементира, и најлошо од се што можам да кажам е да не им дадете можност да дадат своји сугестии за како тоа законско решение да се прилагоди и да биде подобро за нас самите. Затоа што имаше многу места каде што сме можеле да интервенираме, да кажеме во делот на земјоделието, ние па не би го зголемиле данокот да има прогресија, им се зголеми данокот на луѓето со 141% во бруто износ. Тука ние би направиле дури воопшто да нема данок за оние категории кои што не работат, кои што не се окрупнети или еве истиот закон беше пресликан, поранишниот министер кажа пресликан е од Албанија како земја со најдобар пример на прогресивен данок во последно време. Во ред, меѓутоа ако сакаш да ја земеш Албанија како пример, пресликај ги позитивните работи во првите 6 години од почнување на работење на компанија, на микро мало предпријатија и на предприемачите се ослободени целосно од сите даноци. Интересен е само и податокот дека голем број од македонски компании се отворени инвестиции во Словенија. На што се должи тоа? На што се должи? Па се должи на тоа што компаниите бараат стабилност, на тоа кој што го кажавме. Наназад, овие дневно политички препокувања кои што ги гледаме постојано во континуитет кај компаниите, кај стопанствениците и кај граѓаните ствараат многу голема несигурност. Пред се должи истото на несигурноста. Значи не е дека некој сака да си оди од дома, ние треба што повеќе мерки да превземеме и граѓаните и компаниите да спречиме да се иселуваат од државата, а не да го стимулираме истото. И
тоа е одговорот зашто се селат. Затоа што чувствуваат нестабилност, меѓутоа најмногу ева од она кој што го кажуваат по состаноците е не гледање на финале на се она кое што се отпочнува и не се завршува. Значи едноставно им треба мир од секојдневното политичко препукување, поларизирано општеството максимално, значи се што слушаме на вестите и сега ќе видите нема некој успех да се промовира, да се каже, по цел ден се зборува за едната партија рекла вака, другата партија и вратила и обратно. Тоа треба да престане. Имаме многу малку време. Ева, Славовски, па ќе ви дадам видите, за да зборуваме за селење на капиталот од Македонија, треба да имаме податоци. Вака анегдотски, вие кажувате, сте слушнале Словенија, нели, одат наши фирми, јас немам податок. Податоците на кои што можеме да се подпреме се следни. Минус IT, бруто домашен производ во IT индустриите, во ИКТ секторот во Република Македонија опаѓа неколку квартали. Од првиот квартал 2018 година. Самото введување на прогресивното данчување секој тромесечие имаме минусни стапки. Имаше минус 10, сега е последната минус 4 запрека нешто. Тоа е едно. Второ, имаме, мислам и вака ретко беше таквата појава, но за второто полугодие, онај податок за катастрофалниот прилив на странски директни инвестиции во Македонија, имаме инвестиции од земјата, некаде околу 6 милиони евра. Сега, ако дозволите накратко, ова е битно да ги поврзам, да ги поврзам, но другите зборови, да ги поврзам овие две работи. Зборови катастрофи, сензации, цунами. Овие две теми кои што ги третиравме во последниве 20 на 25 минути, едната беше сивата економија, другата беше вештачкиот притисок врз платите. Едната со другата се поврзани, ќе ви кажам зошто. Не може, ако имате притисок врз платите, и тоа генериран од власта, односно од владата, тоа да не се одрази на пораст на цените и на животниот стандард, намалување преку растот на цените на најголем број на категории, особено на поранливите кои што на некој начин сакаме да ги заштитиме. Видите, во сивата економија, баравте пример, јас знам во дрвната, не дрвната индустрија, туку индустријата за мебел. Во Република Македонија повеќе има нерегистрирани, нелегални производители на мебел по порачка, одошто се легалните. Најверојатно тоа Данила подобро од мене го знае, веројатно имате и членки. Куќите, становите во Република Македонија, стари, нови, се опремуваат на тој начин. За најчиските услуги се пораснати во последниве 2 години. Значително. Мислам, сите за најчиски услуги, тие се во сивата економија и тие ги погаѓаат граѓаните на Република Македонија. Знаете, статистиката не ги регистрира. Статистиката ќе покаже стапка на инфлација 1%, а цените пораснале за се и се што за многу поголем процент. Значи, видите, мислам дека зборуваме паушално и мислам дека сакаме повторно со дневен популизам, како да кажеме, и дневно политички. Па е ова катастрофа, цунами и така натаму. Јас не спомнав цунами. Спомнавте 2 пати катастрофа. Значи видете, бројките не окажуваат. Бројките кажуваат со себе. Јас ви кажувам за бројки што ги немате. Не, јас ви кажувам во сивата економија, за сива економија зборував сега. Полека рековте катастрофалните политики, катастрофалните, не знам, неколку пати спомнав. Видете, јас никогаш не спомнав. И претходно, и за претходни влади, и за све, никогаш не употребувам зборови катастрофа, цунами и така натаму. Тоа е неодговорно. Имаме многу малку време, само... Да, али сега тоа морам да одговорам. Видете, ајде да зборуваме за позитивни работи. Ај малце да ја свртиме државава во позитивно. А има што да зборуваме. Не е све позитивно, има и негативно, има и зошто се критикува. Јас тоа го прифаќам. Ама ајде да зборуваме и нешто позитивно. Дали бројките на раст се добри? Добри се. Дали индустриското производство оваа година првите 7 месеци порасна 4,9%? Да, порасна. Дали јули само порасна 5,8%? Да, порасна. Дали првото полугодие годинава порасна 11,1%, бруто инвестициите порасна? Порасна. Дали се запослија 54.000 луѓе во овие 2,5 години? Се запослија. Дали невработеноста падна од 26,1%, 22,1% на 17,5%? Падна. Дали само во последниот квартал се запослија 5.000 луѓе? Се запослија. Видете, се додека ние не зборуваме за широката слика и сакаме само да зборуваме за негативни работи, тогаш, гледате, јас зборувам и за негативни работи. Јас зборувам, да, во право сте за тоа, во право сте за ова. Ама сакам да бидете сите доблесни и да ги кажем и позитивните работи. Така, по 20 секунди, Славевски и Арсовска, и само имам уште кусо едно прашање за вас. Сакавте да дополните? Мислам, не би имало што. Арсовска.
Верувам дека треба да бидеме позитивни, иако не секогаш можеме. Треба да се посветиме на некои работи и верувам дека слухот за она кое што приватниот сектор има да го каже, треба да се има. Гледаме позитивни поместувања, меѓутоа треба да се посветиме прво на клучни прашања кои што секојдневно не газат и ни прават проблеми и тоа е начинот, мислам, одговорно, како што споменавте, и со заедничка работа да пристапиме и да дадеме одговори на сите оние прашања, недоумици кои што ги имаат компаниите. Вице-премиер Кусо, само многу имаше најава дека ќе се намали ДДВ-то за увоз на автомобили. Значи, разгледуваме мерка како да се намали за да се реши загадувањето. Загадувањето треба, за да се реши загадувањето во Скопје и во градовите каде што има загадување, треба да се решат изворите на тоа загадување. Скопје над 75% изворот е затоплувањето, возилата се некаде околу 20% и 5% индустријата. Значи, треба да се реши проблемот со возилата. Имаше една мерка, јас нема да употребувам зборови катастрофални, цунами и така натаму, ќе речам лоша, што се дозволи да се увезат многу стари возила. Да, тоа беше популистичка, некој го реши проблемот. Кусо, дали имате само... Да, немаме до крај изграден став како точно ќе се субвенционира, но секако ќе субвенционираме да луѓето кои што имаат стари возила и кои што многу загадуваат, да можат да купат нови возила кои што не загадуваат. Тоа ќе биде или со субвенција директна за да си купат, или со намалувањето на ДДВ. Ќе се уништува старото возило, се извинувам. Ќе се уништува старото возило. Да. Ви благодарам за гостувањето вечерва во Топ тема. На вас ви благодарам за вниманието. Останете и понатаму со нашата програма.